Тројцата рударски гиганти Саса, Булмак и Бучим годишно имаат приход од речиси 200 милиони и профит од 63,4 милиони евра. Прва и една од најпрофитабилните компании во Македонија е Саса, каде профитот лани бил 41 милион евра. Ставот на надлежните е дека рудникот ги почитува на високите стандарди на работење, заштита на околината, општествена одговорност на највисоко ниво и несебичноста кон вработените. Саса се врати во живот пред 15 години кога го допре дното и беше продадена како државен загубар. Вториот економски моќник на истокот е Бучим, кој лани имал приход од 58,7 милиони евра и профит од 17,4 милиони евра. Бучим е собственост на странската фирма Solvay Industries и има идентична развојна приказна со Саса. Од рудник кој беше познат во Европа, стигна речиси до стечај и кој подоцна беше продаден за символична сума. Во меѓувреме за истиот период, Бучим е животот за Радовиш, зашто во него работат речиси 500 негови жители со редовни и солидни плати. Последен од рудниците на кои се сеќаваме полошо е рудникот Злетово. Сега со него управува компанијата Минстрој и таа од него има приход од 23,9 милиони и добивка од 6,4 милиони евра. Булмак за Пробиштип е излез од лошиот период кој траеше неколку години и кој Пробиштип го доведе до очај. Индиската фирма во рудникот Злетово и периодот пред неа во Пробиштип се лошо сеќавање кое сега е заменето со стабилност. Овие три фирми на истокот му даваат голема стабилност во сите сфери на живеењето, а нивниот приход и профит се меѓу најголемите во државата. За споредба, сите останати фирми заедно во регионот немаат ниту толкави приходи, ниту профит.